Предлогот на архиепископот Стефан за нов митрополит на Дебарско-Кичевската епархија да биде јеромонах од Георги предизвика низа реакции во јавноста. Предлогот бил доставен до членовите на синодот, а седницата за избор е закажана за 12 јуни оваа година. Отец Георги е поранешен декан на Богословскиот факултет Свети Климент Охридски и поранешен амбасадор во Ватикан. За монашење на 27 мај, следниот ден е избран за јеродјакон, а денеска за јеромонах. Освен гласот на народот, одекна и гласот на стручната фела. Професорот Александар Спасеновски, осврнувајќи се на ова прашање, реагира со статус на Фејсбук на кој пишува дека изборот на нов митрополит на Дебарско-Кичевската епархија треба да биде момент на заедништвото и на радоста, наместо тоа добиваме нетранспарентност, молки една крајна чудна постапка. 6 месеци без ниту едно официјално соопштение, без вклучување на верниот народ и на крај само еден кандидат предложен во последен можен момент. Македонската православна црква Охридска архиепископија има устав. Во член 73 јасно се наведува: епископ се избира од редот на монаштвото кој не е помлад од 30 и не е постар од 60 години. Има богословско образование и го краси добар глас помеѓу верниците и свештенството. Владиката Партени не само што ги исполнува критериумите, туку тој на свој начин сведочи за нив со години. Ретки се монасите што со толкава посветеност останале на едно место и уште поретки се духовните водачи чие дело се гледа и во црквата и надвор од неа. Неговото присуство е веќе длабоко впишано во животот на Дебарско-Кичевската епархија. Овој избор нема да помине без последици, не само затоа што се заобиколува владиката, туку и затоа што процесот беше затворен, нетранспарентен и уште полошо неискрен и злонамерен, пишува Спасеновски. Инаку подржувачи на епископот Партени од Охрид денеска на градскиот плоштад ќе одржат мирен собир во знак на поддршка и благодарност за неговото духовно, културно и општествено влијание и придонес во развојот на Дебарско-Кичевската епархија. Нина Аритоновска, Сител телевизија.